Здраво, ова е 404-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Voice of Hind Rajab од Каутен Бен Ханија, во кој станува збор за волонтери на црвената полумесечина кои добиваат итен повик. 6-годишно девојче е заробено во автомобил под оган од страна на израелските одбранбени сили во Газа и бара помош од нив за спасување. Додека се обидуваат да ја држат на линија, тие прават се што можат за да ја испратат брзата помош до неа, само што малата Хинд Раджаб се наоѓа насреде огнена пресметка и пристапот им е невозможен, ставајќи го сопствениот живот во ризик, отворајќи го прашањето за невозможност на таа животозагрозувачка мисија. Посебноста која го двои овој филм од останатите е способноста да не го остави рамнодушен секој свој гледач, освен доколку гледачот има најден начин да се оперира од своите емоции, бидејќи оваа уметничка творба има разорувачки моќи да го уништи секој филмски љубител. Тоа е намената на секоја квалитетна уметничка творба, да го провоцира гледачот со своите квалитети и да го извади од животниот колосек и за момент да го стави во туѓи чевли и накалеми туѓа животна тегоба, со тенденцијата да ги негува неговите центри за емпатија и му даде механизми за сочувствување кои би му биле од полза во животот. Филмот ќе резонира дури и со социопатите, никој не им брани да навиваат за узурпаторот и непречено да се ситат и најдат сатисфакција во неговата победа. Премисата на филмот е симплифицирана, меѓутоа бројни се компликациите кои настануваат за незиното резолвирање, бидејќи опасностите од околностите се само неколку од неминливите фактори за решавање на спорната ситуација во која е затекнато беспомошното дете, насреде дождот од шрапнели. Се отвора конверзација дали воопшто може нешто да се преземе и за решавање на ситуацијата без реперкусии, бидејќи испраќањето на екипата за спасување е обусловено со изложување на ризик по живот во можеби безцелна мисија, односно осудена мисија на пропост самиот почеток, што би значело праќање во сигурна смрт. Дотолку е комплицирана операцијата бидејќи инволвира координација на различни екипи кои колку и да се подготвени на предизвикот, никогаш нема да речат со 100% сигурност дека може да го изведат потфатот со елиминирање на можноста од нови жртви. Се повлекува и нишката да се обзнани јавноста за танталовата мисија, односно со објавувањето на случајот на социјалните мрежи, начално да се привлече вниманието од јавноста, што секако дека ќе предизвика доза на емпатија, но тлее надежта дека некој ќе се освести и свати дека невините деца се колатерална штета на војната за територија, со цена која само тие ја плаќаат со нивното прерано прекратени животи. Сите знаеме дека нема славно да заврши случајот, запознаени сме од известувањето за него во медиумите, така што во филмот нема интервенции кои би алудирале на реобмислување на стварноста. Аксиоматска е таа, режисерката интервенира во начинот на кој ќе биде доближена истата до гледачот. Имено, Бен Ханија решава да експериментира во тенчењето на границата меѓу фикцијата и документаристиката во незиниот хибридизирачки сплет на докудрама, а за амалгамирачките потреби е искористен вистинскиот глас на починатото девојче, без да биде ангажирана актерка да ја одглуми, со одобрение за користење на гласот од мајката се разбира, што се докаже дека е мудро решение затоа што се останато ќе беше пливање во небезбедни води и ќе представуваше калкулирање и поигрување со ситуацијата која може да ја сруши хибридната структура на кулата од карти. Режисерката насреде работата на претходниот филм ја добија 70-минутната аудио снимка и по незиното преслушување носи категоричната одлука дека незиниот нареден филм ќе биде за Хинд. За останатите ликови постои дериват од аудио снимки и глумење на истите од страна на професионалните актери кои влегуваат во неблагодарните улоги за вработените од центарот, а нивната поставеност има јасна назнака за разработување на емоционалниот набој од превирањата на среде клаустрофобичните 4 ѕида на центарот каде се одигрува действието. Во неколку наврати ви говори во Видеологија за данскиот филм The Guilty и неговата американска антитежа кој можеби е најсоодветен за артикулирање на заробеноста на ликовите во канцеларијата и нивната немоќ да ги променат нештата при вознемирувачките повици кои ќе им ги сменат нивните животи, но и животите на гледачите.
Листата на продуценти на овој филм е енормна и тоа зад него стојат имиња кои ви се добро познати, односно го продуцираат Бред Пит, Жоакин Феникс, Руни Мара, Джонатан Глейзер, Алфонсо Куарон, Спайк Ли, Майкл Мур, кои и тоа како агитираат за да биде филмот што е можно подолго присутен во денешниот зајдгајст, затоа што најдобро го отсликува грдото лице на војната, војна во која не постојат херои, има само невини жртви со имиња кои се забораваат за некоја година, како што ќе се случи и со овој филм. Иако Пит го поддржа филмот преку продукцијата План Б, си доби една општоважешка критика во медиумите затоа што е лојалист на еврејското холивудско лоби, така што не сите со радост ја прифатија веста за неговото инволвирање во филмот за убиеното палестинско девојче. Уште еднаш ја посочувам исклучителноста на оваа докуфикција која е предизвикувачка затоа што опасно е играњето со играната и документарната форма која вклучува вистините снимки кои многу лесно може да завршат во некаква телевизиска репродукција и ветва сензационализација, но режисерката ја задржува потентноста на автентичната снимка и токму веродостојноста на снимката засекува низ фикционите рекреации на актерите, постојано подсетувајќи не на извориштето на злото на човештвото кое предизвикува толкаво страдање на невино девојче. Нетањаху има 3 деца, ништо не им фали на нив, но чисто информативно да знаете кој го наредува пукањето и умирањето на невините во војната и има моќ да го спречи напуштањето на животот во нивните тела, а не го прави тоа. Хинд е предмет на 2 други краткометражни филма кои беа објавени минатата година, холандскиот Close Your Eyes Хинд и јорданскиот Хинд Under Siege, но ова е долгометражен целесообразен филм кој детално ја разработува околноста во која се впрегнати сите учесници. Внимателно се употребени минускулните музички творби на композиторката Амине Боухафа, кои се темелат на елегичност и кревкост со значителна тактилност во пристапот, затоа што поделикатна е употребата на музиката која доаѓа до израз додека не го гледаме во фотографиите на Хинд или има досег вибрирајќи френетично во микросеквенците кога треба да земеме воздух, меѓутоа вдишуваме трепет, оставајќи повеќе простор на тишината да го има последниот збор во овој филм, во кој токму зборовите одекнуваат како истрели. Абстракциите на Боухафа дотолку доаѓаат до израз во завршните сегменти во кои неапологетски сме изложени на руините во кои закрила има најдено Хинд, едно од десетиците илјади деца загинати во овој палестински геноцид. Кинематограферот Хуан Сармиенто Джи снима на рака за да се долови итноста на случајот и непосредноста во неговото приложување и доближи во крупен план до справувањето со емоциите кои ги запоседнуваат ликовите во центарот, како и доловување на тензијата во монтажата на режисерката Бен Ханија, која го монтира филмот заедно со Максим Матис и Кутаиба Бархамџи, кои имаат работено и на незините претходни филмови, со императив да не ни дозволат да се оттргнеме ниту за момент од надоаѓачката пропаст и безизлезот на неповолната ситуираност на безпомошните ликови. Ја гледаме амплитудата на гласот од телефонските повици и воочуваме како на визуелен план се испишува една човечка агонија на невина жртва. Ова не е првпат туниската режисерка Бен Ханија да е застапена во видеологија, затоа што претходно својата епизода ја доби нејзиниот филм The Man Who Sold His Skin, која ви говорев за нејзиното творештво до 2021 година, а по него го сними краткиот филм I and the Stupid Boy за девојката која наоѓа нова љубов, но не може да се оттргне од поранешната. Учествува со една епизода во арапската антологија Love, Life and Everything in Between. Во 2023 година ражира една докуфикција во која ќе ги начне нејзините експериментални побуди со користење на актерки во документарниот филм, кои заменуваат 2 од 4 ќерки кои се исчезнати, кои се изложени на семејната динамика и чекорат по нивните стапки, будејќи потиснати емоции кај членовите на семејството, предизвикувајќи и комични ситуации во него. Филм кој вечно беше на листата на чекање за да добие епизода во видеологија, но поради склоп на други приоритети, Four Daughters, овој експериментален подвиг на режисерката, остана се уште да си чека на листата, иако ги исполни критериумите на емисијата, освои Златно око во Кан, освои Цезар, Independent Spirit и беше номиниран за Оскар како документарен филм, така што ќе поправам таа историска неправда со вклучување на новиот филм во видеологија. Моментално работи на романсата Мимесис, во кој Бухра
не сака да му дозволи на имамот, мавзолеот посветен на светецот Сиди Сарди, да го претвори во џамија, па затоа ќе одлучи да сними филм за него со помош на снимателот во кој ќе се заљуби, така што во овој филм ќе се наклони режисерката повеќе кон фикцијата, меѓутоа нема да избегне и употребата на документарната форма како двигател на действието. Несомнено дека има пуристи кои нема да бидат задоволни од амалгамирањето на двете форми и секојаш ќе сметат дека фикционата игра ја обезвреднува документаристиката со прекумерната експресија, односно се експлоатира снимката за недостојна играна форма. Може би сметаат дека ако тука се допушти тој чин, во иднина никој нема да биде спречен да се поигра и со други траурни снимки и себично первертира нечи погреб за своја кауза, многу поневешто од режисерката, но јас сметам дека умесна е хибридизацијата и со самото затворање на 4 ѕида се лишува гледачот од комплетната слика за случајот, каде можеби недоволни се повиците за да се прикаже итноста од интервенирањето. Филмот имаше премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде доби рекордни овации, воодушевувајќи го и жирито, кое му го додели главниот сребрен лав, а покрај него освои уште 8 други награди на фестивалот, а потоа беше прикажан во Торонто, Бусан, Сан Себастијан, Рио, BFI Чикаго, EFI Загреб, Лјубљана, Палм Спрингс, Гетеборг, беше номиниран за 2 европски Оскари, 1 Златен глобус и Сателит, станувајќи представник на Тунис за интернационален Оскар, каде дојде до својата номинација, но не знам дали ќе успее да го земе покрај The Secret Agent, It Was Just an Accident, Sirat и Sentimental Value. Сите добија високи оценки од мене во епизодите кои ги заслужија во видеологија. The Party Film Sales ги задржуваат правата за светската дистрибуција. Травматичен филм за комплексноста од изведување на спасувачката акција насреде воена зона. Моќта на гласот на сега веќе починатото девојче е неизмерна и без разлика на тоа што секој нејзин изговорен збор е последен, тој ќе продолжи да одекнува и сведочи за злоделата кои ги предизвикуваат беглите политичари, што треба да бидат слуги на народот, а наместо тоа тие започнуваат војни на сметка на невини жртви кои ги плаќаат со нивните животи. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Voice of Hinter Job од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 404-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!